Владата нема да направи ниту еден потек без да има јасно видлив крај за евроинтегративниот процес, заштита на интересите на граѓаните и надминување на сите препреки, без да треба Македонија да прави дополнителни жртви. Она што го направиле Османи, Маричик и Ковачевски тешко ке може да се исправи и ќе ја следи земјава цело време, но со обединети сили може да се постигне заедничката цел Македонија да биде дел од европското семејство, дециден е премиерот Христијан Мицкоски. Според него, евроинтеграциите се загрозени поради авантурите на претходната влада, која прифаќала секакви уцени и ултиматуми. Ние не сме ниту Бујар Османи, ниту Маричич, ниту Ковачевски, да бидеме лековерни, наивни, да веруваме на интересите на трети страни. Наш интерес е македонските граѓани, државата, евроинтегративните процеси и тука стоиме во првата линија и ќе ги браниме и ќе се бориме. Така што имајте доверба, никогаш нема да го засрамиме граѓанинот без разлика на етничката, политичка или партиска или непартиска припадност. Имаме заедничка цел, а тоа е Македонија еден ден да биде дел од европското семејство. Доставување на предлог уставни измени до собранието пред да биде формирана влада во Бугарија, според Христијан Мицкоски, би било наивно и таков унилатерален потек би значил дополнително загрозување на процесот. Повика на надпартиски став за уставни измени со одложено дејство да се исправат грешките на претходниците што прифатиле француски предлог со кој Македонија може да изгуби многу, а да не добие ништо. Не можеме да најдеме вин-вин решение. Не може и двајца да победат. Тоа е невозможно. Овде ќе биде лус-лус, односно секој по нешто да изгуби. Но вака како што е претходно концепиран, условно кажано францускиот предлог, ние губиме се, а не добиваме ништо. Не мислиме ние да влеземе во процесот и после 6 месеци, година, 2 или 3 повторно некое прашање од средниот век нас да не биде пречка за да можеме да влеземе во 22-иот век. Тоа нема да го дозволам додека јас сум претседател на владата. Македонија промени име, знаме, неколку пати го менуваше уставот. Брисел не тешеше сите овие години дека сме најдобрите во одделението. И секогаш девизата беше уште ова и готово. Поминаа години, се уште сме во ходниците далеку од Европската унија. Последна во низата пречки е условот од соседна Бугарија да го вметнеме нивното малцинство во нашиот устав. Поради ова, власта настојува овој процес да се заснова на гаранции, за да нема подоцнежни условувања.